Уметноста на протест, Министерството за култура со чистка на остатоците од шарената револуција. Се вклучи и надзорната камера да регистрира присуство и отсуство. Уметниците транспарентно возвратија дали ова порака од власта, уметниците веднаш да поевтинат. И не беше доволен Моцарт, Бетовен и Вивалди. Се слушна и крикот на најзасекнатите кои побараа оставка од министерот Зоран Љутков. Неговото време ќе биде запаметено како период во кој културата беше сведена на бројки, закони, буџети и графикони. Време во кој уметниците, наместо целосно да и се посветат на уметноста, беа принудени да се борат за зачувување на своите основни работнички права, да докажуваат дали вредат за тоа колку се платени. Во неговиот мандат е под удар и постои можност да биде укинат единствениот колективен договор што некогаш постоел во културата. Овие настани, министре, не се бришат. Гласна критика и од поранешното раководство на синдикатот. Сања Арсовска децидна, нов колективен договор единствено со подобри услови, поинаку никако. Оваа држава која што има толку непродуктивни трошоци и која што фрла за се и се што повторно мава, удара, го тепа, го млати, го убива колективниот договор. Па добро, стварно. Не ли е доста? Не ли е доволно? Дали има смисла? Уметниците гневни возвратија 30 години од прв до последен министер системски ја уништија културата. Така и денес со некогашниот член на синдикатот, а денес министер за култура Зоран Љутков. Генезата на сите проблеми во културата почува од оваа зграда, а тоа што донесе одлука Уставниот суд само ја прелива чашата. Значи, 30 години сите проблеми се од овде, без разлика кој е министер. Притисокот што го вршите врз културата не е случаен. Тој е ноншалантно изрежиран однапред. Плански, прецизен. Прво се одзема времето за создавање во мир, потоа сигурноста, па достоинството и на крај правата. Газејки по колективниот договор со лаковани чевли. Министерот Зоран Љутков со порака од Струмичко Мокрино дека жали што синдикатот протестира и го оцени како политички мотивирано синдикално движење. Јас не знам денес дали се случува веќе, бидејќи сум овде, не знам дали се случува протестот, но бидејќи ако навистина се случува, тоа треба, како да ви кажам, да го оценам повторно како едно политичко делување од страна на овој синдикат, а не синдикално делување, кое што се потврди во изминативе неколку месеци, а ако денеска навистина има протест, тоа само ќе го потврди фактот дека тој синдикат, всушност раководството на синдикатот е под силно политичко влијание и сите негови постапки ги оценувам како со политичка позадина. Синдикатот порача дека веќе нема простор за чекање, оправдување и молк, туку дека бара правда, почит и достоинство за културните работници.